Започна сезоната на грип. Во Тетовската клиничка болница не е евидентирано поголемо зголемување на бројот на пациенти со гриповни симптоми. Поради наглите временски промени, лекарска помош најмногу побарале постарите хронично болни лица и децата од помала возраст. Секој временски период знае да носи одредена патологија, односно одреден број на пациенти, односно зголемување на бројот на пациентите. Овие последни денови сведоци сме дека има нагли промени на временските прилики, односно одма заладување на температурите, така да благо е зголемен бројот на пациенти кои доаѓаат со такви симптоми, да речем грипозни симптоми, но не би рекол дека нешто енормно од нормалното. Почесто пациенти доаѓаат, еве кај нас, пошто тука работиме повеќе со возрастни, пациенти кои се во напредната возраст или пациенти кои се хронично болни, кај кои може полесно да влезат вирусите и да имаме благо зголемување на бројот на пациентите. Симптомите веќе познати ни се на сите и на пациентите и на сите други, дека со блага, односно зголемена температура, со кивање, со кашлање, со течење на носот, со солзење може некогаш, кашлицата кај некој е поблага, кај некој е посериозна. Грипот обично се пренесува преку воздухот, со кашлање и кивање. Како првична заштита, лекарите во овој период препорачуваат внесување поголеми количини чаеви, овошје, витамини и често проветрување на просториите каде престојуваат. Првите 2-3 дена да си се лекуваат сами, односно со антипиретици, со течности повеќе да консумираат пациентите кои имаат такви тегоби. Ако не проаѓа температурата, одма после вториот ден да се јават кај нивните матични лекари. Реков, повеќе внимание кај овие ризични групи, повозрастни и болни, хронично болни со болести од респираторниот, односно кардиоваскуларниот систем, и малите деца, не дека и ние тука работиме со возрастни, но ете имаме и мали деца кои се лекуваат веќе како матични семејни лекари. Ние опфаќаме сите од така речено од 0 до 100. Поголемо да се внимава кај малите деца, да се следи нивната здравствена состојба, за секој проблем после да се јават кај нивните лекари. Вакцинацијата за ова заболување медицинските установи започнаа да ја спроведуваат во средината на минатиот месец, имајќи во предвид дека е во тек сезоната на грип. Во следниот период може да се очекува и зголемување на бројот на заболени.